Почитувани следачи на нашата интернет страница zmc.mk и на Facebook профилот Жан Митрев клиник, добро дојдовте во уште едно видео од нашата клиника со уште една прекрасна, убава, позитивна приказна. Од Сончева Гевгелија ни доаѓа едно мало сонце кое што се вика Димитар и денеска ќе го представиме пред вас со цела негова животна историја која што се одвиваше во нашава клиника изминативе неколку недели. Разговараме со нивните родители кои што денеска дојдоа на првата контрола после операцијата на Димитар. Добар ден, добро дојдовте. Добро најдовме. Како се чувствувате? Супер. Прекрасно. Димитар денеска прв пат на контрола дојде после операцијата. Што се случуваше изминатиот период? Еве да се представите и вие, а и ова мало прекрасно бебенце. Јас сум мајката на Димитар, Даниела и таткото Роберт. Ние доаѓаме од Гевгелија. Пред оперативниот зафат имавме проблеми со Димитар. Тој имаше срцева мана, кој што по оперативниот зафат многу добро напреднува, се е успешно, благодарејќи на господинот Жан Митрев и целиот тим, кој што 24 часа беа со него, го негува и помага во се што не е потребно. Како се одвиваше престојот овдека во Жан Митрев клиник? Вие чинам бевте по операцијата дојдовте како родител, како сте задоволни од сето она што го пружи нашата клиника кон вас како родители и кон вашето дете? Само пофалби, успеси. Негата беше на ниво, исто така и целиот тим, кој што деноноќно беа со нас, ни пружаа секаква помош и се најдат. Сега помина првата контрола кај доктор Милев. Да. Што ви кажаве доктор Милев, како ќе продолжи понатаму негата на малиот Димитар во домот? Терапијата се продолжува како што ни е припишена. За еден месец пак ќе дојдеме на контрола и Ке ги следите препораките? Да, ке ги следиме препораките, како што не се препишени. Да, еве една кратка изјава од таткото. Ова вас ви е трето детенце, што би рекле трето памашко. Дали сестричките го очекуваат дома? Како го негуваат и се радуваат? Да, голема Јас сум Роберт, таткото на Димитар. Тој не е трета среќа. Да. Имаме голема помош од ќерките. Прецелти се поголеми, голема разлика. И се со нас. Помагат во се и се што на мајката, на малиот Димитар, посебно овие тешки моменти што ги поменавме за овој еден месец. Голема благодарност до тимот на Жан Митрев. Го разгледуваме случајот на малиот Димитар. Прва контрола чинам, еве целиот случај вие да ни го образложите подетално што се случуваше со ова убаво бебенце. Тоа е дечко на возраст од 5 месеци и 10 денови од Гевгелија, кој што имаше на така покомплексна вродена срцева мана од типот на тесна комора со двоен исход или од десната комора излегува двата големи крвни сада и плюс обструкција на исходниот трак на десната страна, значи тип на фало, фактички комбинација на десна комора со тип фало, која што беше успешно опериран и коригирана пред 3 недели, пред 2 недели во нашава болница од страна на доктор Митрев и неговиот тим со радикална корекција. Детево е вака значајно подобро постоперативно, има добра сатурација одржува, поосмирено е, родителите кажуваат дека подобро напредува, така да очекуваме кај него дека ќе биде во следниот период ќе имаме еден нормален клинички тек. Значи, овој тип на хирургија е веќе, можам да кажам, рутински во нашава болница, веќе неколку години ова го работиме. Знаеме дека од пред една година официјално почна проектот со детската кардиохирургија и мене ми е многу сум среќен кога ќе видам дека овие мали деца веќе можат да си го најдат своето решение овде без да се бидат испраќани по другите држави и дека се добри, дека можат да имаат нормален живот постоперативно. Па се надевам дека дечкова ќе има добар бенефит од оваа операција.
Да, каква нега препорачувате на родителите во иднина? Чувме нешто за имунизацијата, дека сето тоа може слободно да продолжи. Да, имунизацијата обично се прави после вториот месец од операцијата, после 8 недели од таа машина за вонтелесен крвоток, бидејќи тука може да се јават некои имунолошки пореметувања во тек на екстракорпоралната циркулација. Така да он ќе си ги прими сите вакцини како што му е и терминот, календарот за имунизација. Да, ја споменавме детската кардиохирургија како проект кој што успешно се развива во нашата клиника. Конкретно вашата работа што е со овие деца, да појасниме на оние гледачи кои што ве не гледаат, не следат и често пати прашуваат и закажуваат еве конкретно кај вас прегледи. Па мојата работа е веќе 20 години во оваа болница. Првата детска катетеризација во Македонија ја направив пред 16 години, негде во 2002-2003 година. Значи мојата работа е како кардиолог да ги следам овие деца на инвазивни и неинвазивни методи. Значи ехографијата е како секојдневна моја работа со овие деца, меѓутоа јас сум и доктор кој што работи во катетеризациона сала, прави интервенции, снимања и интервенции на вродени срцеви мани со имплантација на протези, дилатација на крвни садови или на залистоци. Така да имаме една така многу благодарна работа и интересна и од една страна стресна, од друга многу благодарна за мене и за пациентите, бидејќи тоа се деца кои што и може да имаат доста големи проблеми, а се соочуваат со потешки интервенции, некогаш и повеќе кратни интервенции во својот живот, но секогаш гледаме да извлечеме што е можно повеќе и да ги дотераме до скоро нормален живот, затоа што има многу типови на срцеви мани и секој од нив се лечи на различен начин. Да, уште едно прашање за крај и не ве задржуваме. Како ќе се развива детската кардиохирургија кај нас во државава? Каде е во таа слика Жан Митрев клиника, генерално и во регионот, затоа што се повеќе имаме пациенти кои што доаѓаат од странство со проблеми, срцеви проблеми на деца. Па да, еве сега случајно или не во оваа епидемија на корона веќе имаме пациенти кои што се од надвор, од Косово конкретно. Тоа се вродени мани кои што не можат да бидат испратени на друго место и можат да бидат прифатени кај нас. Па можам да кажам дека ги имаме сите услови и тоа го работиме. Така да јас не гледам причина да тоа не се развива и понатаму, бидејќи имаме и акредитирани персонал, и кадари, знаење и искуство и тоа е нешто што го е наша секојдневна работа, да кажам. Да, ви благодарам. Благодарам на вас. Да, што се случува со малиот Димитар, значи си оди дома, прва контрола денес. Така. Овде се работеше за едно детенце кое го опериравме веќе во, да кажем, понапредна, потешка состојба, бидејќи имаше голем отвор на срцето и имаше големо стеснување на пулмоналната артерија со така наречен тетралогија фало со double outlet right ventricle, поставување на вентрикуларниот септален дефект. Тоа значи дека имаше голема комуникација меѓу двете комори и една помалку развиена десна комора, бидејќи срцето пумпаше така да преку тој отвор практично од лева страна ги снабдуваше и плуќата и целиот организам. Беше доста модро и така имаше веќе проблеми со дишењето. Го опериравме пред некои 20 дена. Операцијата помина во најдобар ред, немаше никакви проблеми. Нормално полека то многу внимававме тој десниот дел од срцето полека да се опорави и да преземе својата функција. Така имаше една престој од скоро 2 недели во болницата. Потоа да, ја вклучивме и мајката и се помина во најдобар ред. Еве сега се на прва контрола. Се радувам што е вака. Детето е сега, како што велиме ние, розово, белко и весело. Нема некои проблеми кога што слушаме, понатаму на некоја хронична терапија, која со времето полека ќе намалуваме. Така да и покрај целата ситуација во која прилично се беше блокирано, ние за вакви деца нормално работевме и бевме нормално посветени на добриот исход. Така да ме радува што и родителите се задоволни и
детето е добро, па ќе се видиме така кога е закажана следната контрола.